Постои едно расширено и многу прифатено сваќање според кое христијанството е нашата подготовка за животот на небото. Тоест, христијанскиот живот треба да ни помогне подготвени да влеземе горе на небото, во Божјото царство, кога ќе дојде времето за тоа. Се може би има до некаде вистина во таквото разбирање за христијанството. Јас сметам и факт е дека Христос на крстот ни обезбеди се што ни е потребно за животот на небото. Така да ние не можеме ништо што повеќе да додадеме, да направиме во смисла на подготовка или во смисла на обезбедување. Се во Христос е обезбедено. И затоа мислам дека би било поправилно да ги превртиме работите, не да гледаме од тука на некаква подготовка за вечноста, туку да гледаме на христијанството како на можност сега да го живееме Божјото царство. Сега да го живееме животот на небото. Христијанството е подарокот од Бог, преку кое или животот како верни луѓе е благослов од Бог, благословите на небото да ги искусуваме уште сега. И самите поуки што ги читаме во Библијата, во Новиот Завет, во Стариот Завет, тие не се однесуваат толку на наши подготовки за нешто што ќе се случи, туку тие повеќе се однесуваат или повеќе се упатства тоа како принципите од Божјото царство да ги живееме уште сега. Како во овој свет кој е полн со болка, со страдање, со проблеми, со неволи, да искусиме небесна радост, небесен мир, небесно спокојство. Како вечниот живот на небото да го живееме уште сега. И кога говориме за живење на небото уште сега, со сигурност не мислиме или не можеме да се поставиме за цел земниот живот или земјата да ја претвориме во небо. Колку и да се обидуваме, ние нема да успееме земниот живот или земјата да ја претвориме во идеално место за живење. Какви идеологии, филозофии да пропагираме, земјата никој пат нема да стане идеално место за живење. Зато кога говориме за живењето на небото сега, мислиме на, како што словото не учи, да подготвуваме или да се подготвуваме како луѓе кои имаат Бог во себе и го покажуваат животот на Бог сега. Тоест, ние сме луѓе, како верни христијани, кои со Христос во себе уште сега го покажуваат животот што ќе го живееме и во Божјото царство еден ден на небото. И затоа кога Господ Исус го праша за тоа каде е Божјото царство, тој им рече Божјото царство е во вас. Божјото царство е онаму каде што е Бог. Бог е во нас, преку Христос, преку Светиот Дух. И ако Бог е во нас е Божјото царство. И ако во нас е Божјото царство, тоа значи дека во нашиот живот треба да се покаже Божјото царство. Тоа значи дека во нашиот живот треба да се покаже животот на Бог. И стиховете што ги прочитавме, тук говорат токму за тоа. Како Божјото царство кое во нас преку Христос да се покаже и во нашиот живот овде на земјата. Овде на земјата да го живееме небесниот живот на Божјото царство. И ќе почнеме со основната заповед која е дадена во првиот стих на 5 глава. Каде што пишува да се огледаме на Бог. Огледајте се на Бог. Ова фраза огледајте се е превод на еден збор миметес или поново мимитис, кој значи да имитираш, кој значи да правиш нешто како друг. Од тука се зборовите мимика,
пантомима, мимикрија и така натаму. Имитирање. Сите тие зборови произлегуваат од зборот миметес или мимикос. И сите зборови значат да имитираш нешто, да бидеш како нешто. Животните, има некои животни кои имаат способност на мимикрија, а мимикријата е да имитираш околината околу себе. Ако се на камен, тие стануваат, добиваат бојата како на каменот. Ако се во зеленило, добиваат боја како зеленило. И при тоа е многу важно. Словото ни вели дека треба да го имитираме Бог. Тоест да се угледаме на Бог, за да бидеме како Него, во нашето поведение и во нашите постапки. Тоест, многу е внимателен апостол Павле кога го потребува овој збор. Имитирајте го или угледајте се на Бог. И не вели бидете богови. Никаде нема да најдеме во Библијата заповед, упатство како да бидеме богови. Ние можеме само да го имитираме Бог. Ние може да бидеме само како Бог. За разлика од многу култови кои учат дека човекот е Бог и човекот треба да се стреми да биде Бог или да стане Бог. Популарни се таквите учења зашто се привлечни. Луѓето сакаат да бидат богови. И најмногу сакаат да бидат богови зашто по природа Бог е независен, суверен и прави што сака. Луѓето сакаат да бидат независни, суверени во своите постапки, тоест да си прават што си сакат. И затоа велат, не признавам Бог, јас сум си Бог. И ги охрабруваат таквите учења дека тие навистина се богови. Зашто сакаат да прават што си сакаат. Меѓутоа забораваме еден факт, и тие луѓе забораваат еден факт, дека може да има само еден суверен Бог кој е над сите. Дека не може да има мноштво богови. Дека само едно врховното божествено битие кое е над се и кое е господари со се. И затоа Словото е многу внимателно и кога дава заповед, вели да го имитираме Бог. Тоест да се стремиме во својот живот и во постапките колку што може повеќе да бидеме како Него, но ние никој пат нема да станеме богови. Имитирајте го Бог. И ова заповед исто така е усогласена со еден предизвик што човекот го чувствува. Човек сака да имитира. И обично сакаме да имитираме луѓе кои значат нешто. Сакаме да имитираме луѓе кои се ценети, луѓе кои оставиле впечаток на другите. Во облекувањето, во поведението, во зборувањето сакаме да изгледаме како влијателни луѓе. И малите деца, дори уште кога ќе проодат и ќе почнат да разбираат, почнуваат да имитираат. Кога чуат некој пеач кој е многу познат, кој сите нели зборат за него и почнуваат да прават постапки, движења како тие познати луѓе. Тинеџерите се облекуваат, прават фризури, се шминкат како познатите пеачи или глумци. И колку личноста е поголема или попозната, толку е посклона луѓето да имитираат. И сметат дека луѓето на тој начин дека се нешто посебно, кога имитираат такви посебни луѓе. И популарно е да бидеш посебен, имитирајќи ги посебните луѓе. Но нема ништо посебно и човек не може да биде по-специјален, по-уникатен од тоа да го имитира Бог, што нема поголем од самиот Бог. Има едно модерно правило дека човек е посебен ако е надвор од она општо прифатена шема, ако се разликува од општо прифатената шема. Ако си по-различен од она општо прифатено, тогаш си велат кул, посебен си, уникатен си.
А што е општо прифатено денес? Која е општата шема која гледаме насекаде околу нас? Уривањето на побожноста. Општата шема која премилагаат сите, кон која се придржуваат сите, е уривањето на побожноста, на богоподобноста, на христоликоста. И ако сакаш да бидеш посебен, специјален, тогаш биди побожен. Зашто никој не сака да биде побожен. А велат дека колку си поразличен од другите си посебен. Најголемите луѓе се оние кои решавале, кои решиле да го имитираат Бог, да бидат како Бог во своите постапки. Многу е привлечно да имаш сила, да добиваш сила од некаде. И во голем дел од филмовите темата е луѓе кои, јунаци, херои кои на некој посебен, специјален начин добиваат сила. На крајот на ова послание во 6 глава 10 стих апостол Павле пишува: засилувајте се во Господа и во силата на неговата моќ. Може ли да има поголема сила од Божјата сила? Словото вели: погонот за вашиот живот, силата, изворот на вашата сила, нека биде неговата моќ. Тоа е тајниот извор на вашата сила, моќта на Бог. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец на небесата, вели Господ Исус Христос во Словото, и на многу други места е напишано тоа. Сакаме да бидеме совршени. Па може ли некој да биде посовршен од Бог? И може ли да има повисок репер за совршенство од Бог? И може ли да има посовршен пат за достигање до тоа совршенство од следењето или имитирањето на Бог? И затоа кога апостол Павле повикува да го имитираме Бог, тој повикува нешто кое задоволува вистинска потреба, нешто кое во нас представува вистински предизвик да го остваруваме во животот. И имаме силата на Бог. Ако го имитираме Бог, или ако се огледуваме на Него, ние се огледуваме на Неговата сила. И имаме сосема поинаква од сила од овој свет. Каква е силата на овој свет? Општата сила, прифатената, општото разбирање. Силен е оној кој ќе успее да го совлада другиот. Силен е оној кој триумфира над другиот. Силен е оној кој ќе успее да го покори другиот. Силен е оној кој другиот ќе го претвори во инструмент за некои своји потреби. Тоа е општото разбирање за силата. Силата во Библијата, Божјата сила, силата на неговата моќ е сосема поинаква. Во следниот стих апостол Павле пишува за Христос, кој така не возлюби, така не засега, што себе си се предаде за себе. Целата сила што ја имаше, што му стоеше на располагање, ја употреби за да не спаси нас. Се предаде за нас. И тоа е многу поинаква сила. Нешто многу поразлично од она што го пропагира светот. Уникатно е, специјално е. Господ Исус Христос дава многу краток и јасен опис на таа сила која е од Бог, сила која обновува, сила која собира. Вели, оние кои се со Бог, и на два пати го кажува тоа Господ Исус Христос, оние кои се со Бог собираат, а оние кои се против Бог растураат. Кој е со Бог собира, кој е против Бог растура. Значи, моќта на Бог или силата на Бог е сила која собира, сила која обединува, сила која лекува. Силата на светот разединува, силата на светот растура, силата на светот уништува. Што е големата разлика? Двете основни дејства што Бог ги изврши во историјата на човештвото се дејството на создавање. За неговата сила тој создаде се. Создаде Вселена
даде живот во Вселената. Внесе љубов, внесе добрина, внесе убавина. Зашто тоа е природата на Бог, тоа е сила која создава, која собира, која обновува. И кога злото влезе за да растори, со својата сила Бог донесе исцеление или спасение. Бог собира. Бог соединува. Бог исцелува. Светот растора. Злиот расипува. Злиот разединува. Колку и светот да се обидува да создаде обединето човештво, да создаде единство во човештвото, нема да успее. Зашто по природа силата во светот е сила која разединува. Без да навлегувам во политика, ќе спомнам за две сили кои действува последните година дена. Едната сила беше преку движењето како што се нарекуваа против криминалот, она шарената боја. Другата сила или другото движење пропагираше црвено-жолта боја за обединување или за заедничка Македонија. И двете сили стигнуваа на крајот до рушење. И двете сили стигнуваат до разединување и до конфликт. Дури и оние филозофии кои пропагираат најидеално општество стигнуваат до расипување и до уништување. Само силата на Бог обединува. Само силата на Бог соединува. Само силата на Бог исцелува. И само луѓето кои се угледуваат на Бог, само луѓето кои го имитираат Бог, имаат таа сила и можат да бидат и обединители, можат да бидат и исцелители во овој свет. Ако сакаме општество во кое што ќе има собирање, а не растурање, тогаш треба да градиме општество на Божји луѓе, во кое што действува силата на Божјата моќ. Тоа е да се угледаме на Бог, да ја користиме неговата сила според неговите принципи, на неговиот начин. А како можеме да се огледуваме или што е потребно за да се огледуваме или да го имитираме Бог? Може ли секој да го имитира Бог? Не може. Да, ова го прочитавме. Заповедта угледувајте се на Бог стои меѓу, во реченицата меѓу сврзникот и така и како чеда возлюбени. Фразата или сврзникот и така не враќа на она што беше пишувано. Значи, кажува нешто апостол Павле и се вели и така. И мајки го предвид сето тоа, угледувајте се на Бог. Зошто? Како чеда возлюбени, Божи чеда возлюбени. И тоа како чеда Божи возлюбени може да значи на основата на тоа што сте вие чеда возлюбени, бидејќи сте чеда возлюбени. Само како чеда возлюбени, вие може да се огледувате на Бог. Така, и така говори за процес, а како чеда возлюбени за услов. Не можеме да сме чеда возлюбени, ако не можеме да го имитираме или да се огледаме на Бог, ако не сме чеда возлюбени. Возлюбените чеда можат да го имитираат Бог. Тие имаат во себе нешто кое е неопходно, потребно, услов, за да може да бидеме како Бог, да имаме поведение како Божјото. Бог е неограничен, човекот е ограничен. Бог е совршен, ние сме несовршени. Бог е мудар, ние сме неразумни. Зато не можеме сами по себе. Секој кој што реши, кој посака да го копира или да го имитира Бог, или да се угледува на Бог. Бидејќи сме многу поинакви, грешни сме.
Радосната вест е дека преку верата во Исус Христос Бог не спасува и Тој не посинува. Тој не прави негови возлюбени чеда. И како негови возлюбени чеда, ние можеме да го имитираме. Зошто? Зашто во нас го има татковството на Бог. Знаете, основното, темелот што ја прави врската меѓу родителот и детето, меѓу таткото и детето и синот, е тоа што синот во себе го има таткото, животот на таткото, генот на таткото. Тој ги има предиспозициите на таткото. Ние како осиновени од Бог, како негови чеда Божи, го имаме нашиот татко во нас. И затоа можеме да бидеме како него. Затоа можеме да го имитираме како чеда Божи. Апостол Јован пишува во неговото послание и вели: кој го има синот, го има тој живот. Кој го нема синот, го нема тој живот. Само ако го имаме синот Божи, го имаме Божиот живот. Ако го имаме Божиот живот, можеме да го имитираме Бог. Можеме да бидеме како него. Преку неговата сила која действа мокно во нас. Значи, тоа е условот. Ако некој верува во Христос, тој може да биде како Бог. Тој може да действа на неговата сила, да го живее неговиот живот и да биде нешто посебно. Кој го нема синот Божи? Кој не верува во него, нема таква сила. Поидовната основа е верата во Христос. Спасението од Бог е условот, поидовната основа, за да можеме да го имитираме. Може човек да се обидува колку да сака, нема да може да биде како Бог. Колку и да тврди дека тој е Бог, неговото поведение го демантира. Може во доктрината да има учење дека е Бог, животот го демантира. И второто, кое е важно, е оно духовно преоблекување, кон кое не враќа сврзникот и така. И така не навраќа на сето оно што го говоревме изминатите изучувања. А вториот дел од 4 глава, ќе се сетите, говоревме за сооблекување на еден човек и облекување на друг, сооблекување на стариот и облекување на новиот човек. Тоа апостол Павле го сумира многу добро во 3 стиха, 22, 23 и 24. Кога вели: отврлете го од себе стариот човек, според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога, во вистинска праведност и светост. Значи, тоа е целиот процес кој го изучувавме. А тој процес до што треба да не доведе всушност на крајот на криштата? До поведение кое е според Бог. Тоест, тоа сооблекување на стариот човек и облекувањето на новиот човек всушност е процесот на имитирањето на Бог. Гледате како апостол Павле станува се поконкретен и на крајот стигнува до главното, до клучното. Вие го сооблекувате стариот човек, за да го облечете новиот. Зошто? За да бидете како Бог. Тоест, да се огледаме на него, да го имитираме него во нашиот живот. Неговите постапки, неговото поведение, неговата сила, неговата љубов да се покаже во нашиот живот. Во овој живот на земјата да се види Божиот живот, животот на Божјото царство. Стариот човек сме го наследиле од Адам. Стариот човек сме го наследиле од човек. И ние во стариот човек можеме да имитираме само човек. За да го имитираме Бог, треба да имаме нов човек, кој, како што апостол Павле пишува овдека, е според Бог. И бидејќи новиот човек е според Бог, ние можеме да го имитираме Бог. Ги видовме карактеристиките на стариот човек. Алчност, себичност, лага, злоба, јарост, гнев, горчина и така натаму, хулење. Сите тие работи е имитирање, сите тие карактеристики во нас всушност се имитирање на стариот човек, имитирање на човекот, имитирање на овој свет, имитирање на оној кој управува со овој свет, на злиот.
Новите нешта кои ги апостол Павле ги напиша, љубезноста, добрината, љубовта, тие се карактеристиките на новиот човек. Тоа е имитирањето на Бог во животот овдека на земјата. Ако некој не верува во Христос, не може да го собличе стариот човек и не може да облече нов човек. Тој може да се заблудува дека решил со горчината, но злобата, омразата продолжува да тлее во него. За да се собличе стариот човек ни е потребен оној кој ослободува. А само Христос ослободува преку Словото. Нема друг начин за ослободување. Оној што поверува во Христос, го има тој живот, може да се ослободи, да биде ослободен од стариот човек, да го собличе стариот човек и да облече нов. А клучното во сето тоа е она, најважното во целиот тој процес, на имитирањето на Бог, на собликувањето на стариот човек, најважното нешто е она кое денеска голем дел од христијаните го негираат. Потребата од исповед и покаяние. Современи христијански движења, кои во Македонија присуствуваат, негираат покаяние и исповед. Без покаяние и исповед нема собликување на стариот човек. Нема ослободување од стариот човек. Нема расчистување со поведението на светот. Зашто исповедта всушност е да признаеш, да согледаш прво дека нешто не е во ред со тебе, во тебе, и да го признаеш пред Бог. Да се согласиш со Бог дека има проблем и да побараме помош Бог да не прости и да не ослободи. Тоа е процесот и нема друг процес. А Светиот Дух е оној кој укажува, оној кој покажува. Без Светиот Дух ние не можеме да ги видиме негативностите на стариот човек. Светиот Дух ги покажува. И ако ние во нашето поведение, ако во нашиот живот ги гледаме карактеристиките на стариот човек во другите, а не можеме да ги видиме во нас, тоа покажува дека или нема стар човек веќе во нас, целосно сме го соблекле, невозможно, или имаме проблем со Божјото дејство. Може би сме го нажалостиле Светиот Дух, наскрбене поради нешто. Процесот, врската со Бог, молитвата, Словото, се средствата преку кои се покажува она што во нас треба се тргне, кој не е угодно на Бог. И не доведува до покаяние, не доведува до исповед пред Бог. И бараме помош, која само Бог може да ни ја понуди. Ако нема осознавање на гревот, нема исповед. Ако нема исповед, нема покаяние. Ако нема покаяние, нема ослободување. Ако кажеме дека немаме грев, пишува апостол Јован во првото послание, првата глава, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да не ги прости и да не очисти од секаква неправда. Кога ќе признаеме пред Бог дека имаме проблем, дека не сме во право, дека имаме вина, и кога ќе побараме прошка, тогаш доаѓа силата од Бог. Оние кои сметаат дека се праведни и не им треба тоа, во нив останува гревот и вината. За жал, во голема мера, присуството на такви лажни учења, кои ја негираат исповедта и покаянието во современото христијанство, а постоело тоа лажно учење во целата историја на црквата, е од друга страна и поради неосознавањето на сериозноста од стариот човек или проблемите со стариот човек, неосознавањето на опасноста што стариот човек е крие во нас. Значи, ние знаеме да си кажеме, голема работа сега, ако има малку гордост во мене. Христос ме спас, Христос умре за мене. Јас поверував и сум спасен. Голема работа ако има малку егоизам, себичност. Голема работа ако има малку злоба, или малку гнев, или малку омраза. Проблемот е што од многуте малку станува многу.
Ако собереме многу нешта кои се малку, на крајот се дојува многу лоши нешта. Како некој дрво кое е посадено во вода, во езеро. Листата паѓаат од дрвото и не се задржуваат долго на површината. Тие им треба малку време да паднат на дното и остануваат на дното, на таложни, и се таложат малку по малку. И водата изгледа чиста. Изгледа како дрвото да е во чиста вода. И така изгледа се додека нешто не ја разбранува водата. Кога ќе се разбранува водата, тогаш се разматува, станува темна, станува мочуриште, и излегува на површина сето ѓубре што се таложило долго време. Така и со оние лошите нешто што стариот човек ги трупа во нас. Бешумно, едно ливче злоба ќе падне, едно ливче лутина, едно ливче завис, едно ливче омраза и се трупат. Изгледа дека се е во ред, ама доаѓаат моменти кога се покажуваат последиците на сите оние поднаводници безвредни греови што сме ги трупале. Не сме ги исповедувале, не сме барале покаяние, не сме барале помош и сила од Бог да бидат решени во нашиот живот. Тогаш се гледа колку е опасна и малата злоба, и малата горчина, и малиот егоизам. Тогаш се гледа колку се опасни сите тие навидом мали работи во нас. Единствениот начин е покаянието. Наблегнува на покаянието, зашто опасни учења се шират дека христијанот не треба да се покајува. Како ние ќе го сооблекуваме стариот човек и се облекуваме во новиот, за да го имитираме Бог по поведението, ако не се справуваме секојдневно со натрупавањето на лошите нешта. Нема поопасно или нема полоша услуга што можеме ние да си ја предизвикаме, да се направиме, од тоа да се однесуваме како се да е во ред со нас. Безгрешни сме. Се е во ред. А таквите учења, кои се главно просперитетните, кои го негират покајанието, велат, ти не треба повеќе се грижиш за гревовите. Бог ти прости. И сега живеј ослободен од секоја вина, од секоја грижа за гревовите. Живеј срекно, слободно секој ден, радосно. И воопшто не грижи се за тоа што се трупа во твоето срце. Тоа е најлошата услуга што може да се го направиме. Крстот е секојдневното умирање за себе си. Умираме за Бог, но всушност умираме за себе, за да живееме за другиот, да живееме за Бог. Христијанството, лесното христијанство без крст на крајот се покажува како безполезно христијанство без круна, без венец, без награда. Вистинското христијанство е христијанството на крстот, кој на крајот носи вечна тежина на славата. Голема лоша услуга се правиме ако се залажуваме дека со нас е се во редо, дека тоа зло се трупа бешумно, можеби, во нашите срца, се додека еден ден не се покаже на површината. Затоа, да го сооблекуваме стариот човек. Начинот е, барајќи силата од Бог, преку признавање. Зборот исповед значи да се соглашиш со Бог, да се признаеш. Да, навистина, како што вели Светиот Дух во мене, има проблем и сакам да го решам. Така, од застоено мочуриште, можеме да бидеме она што Бог сака за нас. А тој сака да бидеме реки на жива вода, од кој тече благослов за сите. И на крајот апостол Павле станува најконкретен, најспецифичен. Кога вели имитирајте го или угледајте се на Бог, завршува со тоа имитирајте го Христос. Како? Во неговата љубов. И живејте во љубов како што и Христос ве возлюби и за нас се предаде себе си како принос и жртва на Бог за пријатен мирис. Како ќе го имитираме Бог? Во што можеме најмногу да го имитираме Бог? Во неговата љубов. Угледајте се на Бог и на крајот вели
И како Христос, имитирајте го Христос сушност во неговата љубов, како што тој се предаде себе си за вас. Тоа е да се живее Божјото царство сега на земјата. Во овој свет полн со омраза, полн со злоба, полн со горчина, вие ќе бидете како Бог, ќе го имитирате Бог, ако ја покажувате Христовата љубов. Таа љубов е пожртвувана љубов. Се прејада себе си. Многу поинакво од љубовта на овој свет. Овој свет гледа на другиот човек како на некакво средство, како на можност преку кое може да оствари нешто. Ние гледаме на луѓето околу нас како на инструменти. Божјата љубов беше поинаква. Бог гледаше на луѓето во маката, во потребата и се даде себе си за луѓето. Љубов значи да се гледа на другиот како на себе си. Ние обично се гледаме самите себе си како некои кои си имаат потреби. Се гледаме во добрите, претежно во добрите особини. Се гледаме себе си како на луѓе кои имаат и проблеми, па им треба помош. Се гледаме на себе како луѓе кои имаат болка, кои треба да бидат утешени. Љубовта значи да се гледа и другиот како таков. Да се гледа другиот како некој кој има мака и му треба помош, му треба утеха. Има проблем. Треба помош за тој проблем. Е во неволја и треба да биде избавен од неволјата. Така Бог гледа на нас. Тоа е Божјата љубов. И ако гледаме на луѓето така, како на некој како нас, имаат мака, неволја, потреба, тогаш ќе гледаме на нив како на некој на кој треба да се даваме за нив, да се предадаме себе си за нив. Тоа е големата разлика меѓу она позната, расширена љубов во светот и Божјата љубов. Собликувањето на стариот човек, на старите, грдите навики на стариот човек, значи целосна промена на поведението. И пред се во однесувањето кон другите. Во љубовта што ја покажуваме кон другите. Во светот, луѓето ги сакаат нештота. Имаат љубов кон нештота. А луѓето се инструменти за да се добијат нештота. Божјата љубов е поинаква. Божјата љубов ги сака луѓето, а нештота се само за да се помогне, да се влезе во потребата на другиот. Божјата љубов ги гледа добрите нешта кај луѓето. Ние, тоа е светот, во светската љубов, ги гледа добрите нешта во себе, а лошите кај другите. Бог ги виде добрите работи, виде во својата љубов, виде во нас скапоценост, бисер и се даде себе си за да не спаси. Во Божјата љубов посакуваме да им помагаме и тоа го прави животот да биде многу поинаков од овој очен, никаков празен живот на земјата. Христос во својата љубов не возлюби и се предаде себе си. Таков е Христос. Ако се угледуваме на Бог, ако го имитираме Бог, а можеме бидејќи тој е во нас, Божиот живот е во нас, и ние ќе бидеме такви, со таа љубов. Христос се испразни од божествената слава. Буквално се испразни, остави престолот на небото и стана човек како нас. И не само што стана човек како нас, тој стана слуга на сите. И не само што стана слуга на сите, умре со најсрамната смрт во тоа време. Заради нас. Тој мисли на другиот. Тој помага или работи за другиот.
Ако го имаме Христос во нас и ако се стремиме да го имитираме, ако се огледаме на Него, ако сме како Него, тоа ќе бидеме големото чудо во овој свет. Во овој свет ќе бидеме побожните луѓе, луѓето кои се како Бог. Ќе бидеме Негови имитатори. Тоа е целта, а целиот оној процес на соблекување на стариот човек и облекување на новиот, за да бидеме како Бог, да бидеме како Христос. А во понатамошните заповеди апостол Павле говори во секојдневните односи како да се однесуваме. Тоа понатаму. Господ да не благослови сите, да се исправиме и да се молиме.